Раководството и собранието на акционери на АД Тетекс треба да одлучат како понатаму ќе продолжи да работи фабриката, односно која од неколкуте варијанти за реорганизација ќе биде прифатена, вели првиот човек на синдикатот Љупчо Радовски. Според него моментално се работи на решавање на просторни, производни и кадровски проблеми. После собранието на акционери ќе видиме која од тие две-три варијанти кои што ги предложи, што ги има на ум генералниот директор, ќе видиме која ќе одберат и што понатаму и кои работници и како и на кој начин ќе пробаме да ги вратиме. Јас ќе инсистирам и понатаму да дел од тие што ќе можат да се вклопат без разлика на кое производство. Може би пак ќе биде дел, може и текстил. Иако производство нема, а пред неколку дена се затвори последниот погон конфекција, фабриката работи, вели Радовски. Во неа има 50 лица кои работат администрација и одржување, а функционираат и дуќаните каде има залихи од роба за продавање. Првиот човек на компанијата, Глигорија Гоговски, накосо ни соопшти дека компанијата продолжува да работи, а во меѓувреме се испитува пазарот и се разработуваат идеи за повторно започнување со производствениот процес. И директорот Гоговски, но и синдикатот уверуваат дека голем дел од акционерите на АД Тетекс ќе добиваат дивиденди. 49,7% АД Тетекс, тоа или акционерите од Тетекс и акционери на ТТК банка, кои ќе дојдат прилив во Тетекс како средства кои што банката треба да ги префали на име дивидента, тогаш таа сума се дели на оние акционери кои што имаат удел по самиот начин на акционерско. Така да мислам дека дивидента ќе имаат акционерите. Компанијата во изминатиот период работеше со големи загуби, па запирањето на производството мораше да се случи. Погонот конфекција беше меѓу ретките во регионот кој се занимаваше со примерно производство, додека